Почитувани, добро вечер од другото студио на телевизија 24, од каде ја реализираме емисијата Аргумент Плюс, последна за оваа работна недела. Ни гостува, како што најави во дневникот, универзитетскиот професор Оливер Андонов. Андонов, добар ден, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Добро вечер, благодарам на поканата по малку подолго време. Така, малку подолго време. Еве, како мотив е овој немил настани оваа трагедија што се случи во Кочани. Обично сте ни гостувале, сме коментирали домашни случувања и случувања меѓународни, се разбира, меѓутоа сега акцентот го ставаме за тоа, а е нешто блиску со книга, со еден ваш труд, еве објавен и собран, практично колектиран во еден учебник, основи на процена на ризици и закани, нешто што треба и како треба да бидат институциите поставени во општеството со цел да дадат брз одговор, не да се мислиме сега кој е надлежен, кој не е надлежен, па да се изгубиме во надлежностите, да не се даде брз одговор. Апропо, нели, овој немил настан во Кочани се разбира. Уште еднаш ви благодарам за поканата и уште еднаш изразувам сочувство кон семејствата на загинатите, на страданите во несреќата во Кочани. Им посакувам на повредените побрзо опоравување и враќање во нормален живот, колку ќе може да се вратат и тие и цела Македонија, времето ќе покаже. И ви благодарам за најавата, точно се работи за универзитетски учебник основи на проценка на ризици и закани, кој всушност сублимира повеќе активности од дефинирањето на теориското дефинирање на ризиците, заканите, што е тоа прифатлив ризик, закана и така натаму, па се до оперативните активности за планирање на предвидување и планирање на кризи, предвидувачки анализи, дури и до момент, таму има една глава која се однесува на основи на теорија на игра, во која всушност пристапот кон кризата може да биде и една представа на игра во која треба ние да ја добиеме играта, нели? Иако од другата страна имаме непознат противник, така да кажем. И кога зборуваме за ризиците и заканите и во овој контекст на несреќата која ни се случи, катастрофата во Кочани, без разлика на научните достигнувања, без разлика на теориските аспекти, не можеме да ги заобиколиме одговорностите. И тие одговорности не се темелат на учебникот на професорот Андонов, туку се темелат на законските обврски, бидејќи низ теоријата и во праксата произлегле некои закони и законски обврски. Ние во Македонија имаме закон за заштита и спасување. Оттаму почнуваат сите основни активности кои треба да се работат во однос на заштитата, спасувањето и превенцијата. И сето тоа е дефинирано уште во самиот член 2 став 1 од Законот за заштита и спасување се дефинирани поимите, а понатаму се дефинирани и обврските на секоја од институциите поотделно. Сега јас нормално не сакав да се занимавам со казнените одредби, исклучиво значи со законските одредби, односно со обврските. И оттука всушност и, знаете, произлекуваат сите не само обврски, туку и одговорности на институциите на системот, од највисоко до најниско ниво, приватни компании, трговски друштва и така натаму. Еве, професоре Андонов, насловот на оваа книга, овој учебник, основи на процена на ризици и закани. Ако постоеле вакви процена, предпоставам дека може би немало да дојде до оваа трагедија, сега да не се правиме како велиме сите генерали после војна, но зборуваме, да учиме од неубавите нешта за жал. Затоа велам, ако се правеле процени дека тој објект не е направен според стандарди, ако го земете и од надвор, и внатрешноста, и надворешноста, не остава впечаток дека е правен по стандарди. Тоа ќе го докаже и истрагата, која што постои и истрага во тек, да видиме што ќе донесе пред истрагата, да не се правиме сите генерали после војна, но зборуваме за да можеме превентивно да си делуваме во иднина и да научиме некои работи, да читаме закони, да ги проверуваме што велат тие и дали се доволни. Ви благодарам за убавиот вовет, не само да читаме закони, туку и да ја почитуваме фелата, односно луѓето кои знаат. Јас се извинувам, но морам да напоменам.
Пред неколку дена некои експерти се појавува и кај вас, мислам дека и во оваа студио, и објаснуваа работи, а водат и државни институции и не знаат зошто ги водат тие институции. Тоа што не доведе до ваква катастрофа е непочитување на знаењето, на фелата, на луѓето кои си ја знаат својата работа, кои учеле школи. Ние имаме факултет за одбрана, во кој се подготвуваат луѓе токму за такви функции. Имаме војна академија со насока кризен менеджмент и заштита и спасување, кои токму подготвуваат луѓе за работа во кризниот менеджмент и заштитата и спасувањето. И ние сега немаме систем во кој образованието ги учи луѓето, односно населението го учи како да биде отпорно. А како земја членка на НАТО, првиот став, првиот комплет на заклучоци од стратешкиот концепт на НАТО од 2022 година вели отпорност и одбрана. Отпорноста не е врзана исклучиво за одбраната, таа е врзана за отпорност на природни несреќи, катастрофи и други видови на загрозување. А отпорноста ја чинат граѓаните, не само државата како држава. Државата преку своите институции, преку довербата на граѓаните во институциите, а граѓаните како поединци преку својата обученост и подготвеност да ги извршуваат своите обврски. И ние, например, имаме дека во член 6 став 1 од Законот за заштита и спасување во точка 5 точно е регулирано дека секое физичко и правно лице одговара за неспроведување на предвидените мерки за заштита и спасување. И сега ви велите проценка. Да, па затоа велам, ако се прави проценка... Ако имате проценка, вие сте обврзани како институција, почнувајќи од владата, па надолу сите да имаат план за заштита и спасување. Но тој план кај владата не се однесува план за зградата на владата, објектот на владата се однесува, тој е републички план за заштита и спасување. Затоа што после заштита и спасување можеме да имаме и евакуација. Значи има еден сет елементи кои мора да се исполнат за да може да ги сите тие активности спроведеме и некој ризик, некоја закана која наидува и од која знаеме колкав е ризикот да ја примиме со што помалку жртви. Нормално и да се обучени луѓето во активности за прва помош, во активности за заштита и спасување, да ги знаат мерките и постапките, да ги разликуваат знаците за тревога, сето тоа дава предуслови за намалување на жртвите и несаканите последици од ризиците и заканите до степен на избегнување на ризик. Еве, професоре, затоа ви се обраќам како професор, бидејќи сега денеска така зборуваме, дали некој сте се соочиле со некаква информација за било која влада, не зборуваме за оваа сега, за таа претходно и тоа, дали води сметка еве за овие работи што ги кажувате, колку треба да сме ние подготвени и како општество и како граѓани пред се? Граѓаните на времето знаеме дека имаше од време на време курсеви се организираат, тоа сега никаде го нема. Значи сега зборуваме исклучиво за заборавено знаење. Значи без намера да звучам југоносталгично, морам некоја една работа да појаснам пред се заради гледачите. Во тоа време, благодарение на концепцијата за општонародна одбрана, во системот за одбрана постоеше еден подсистем за заштита и спасување, односно се нарекуваше цивилна одбрана и цивилна заштита. Од тогаш до денес се изменети и условите за употреба на такви термини и единици, односно организација, но основната цел е останата, а тоа е заштита и спасување на населението од природни и техничко-технолошки несреќи, катастрофи и други негативни појави. Во мир или во војна. Сега, прво, ние немаме национална стратегија за заштита и спасување. Таа е завршена 2018, таа која постоеше. Од 2018 година наваму собранието не си ја има извршено својата основна задача. Да побара од владата да се донесе, да и предложи национална стратегија за заштита и спасување. Врз основ на една... Немаме обврскание за ваква стратегија и поради тоа што сме членка на НАТО. Да тоа е веќе друго. Да. Тоа е во делот на цивилните капацитети за НАТО. На општеството за НАТО, точно. И тоа, кога НАТО ќе не оценува, ќе ни ги кажа, сигурно ни ги имаат многу пати кажано, во учебникот ќе видите на крајот препорака од Европската унија од 2022, ми се чини дека беше, препораката,
дека Македонија по прашање на заштитата и спасувањето треба да почне да го применува скандинавскиот модел. И тоа за нас е трагедија. А знаете зошто е трагедија? Затоа што во 70-тите и 80-тите години од минатиот век токму скандинавските држави доаѓа во тогашна Југославија, во Загреб на универзитетот, каде што беше специјализиран факултетот за одбрана, постоеше и центар за обука на цивилна одбрана и цивилна заштита, и тие ги зема искуствата од тогашното организирање на системот за заштита и спасување, единиците и силите и средствата за заштита и спасување. Ги пренесуваа кај нив, ги модернизираа последниве 30-40 години и достигна едно ниво каде што кај нив не е заборавен системот на тревожење. Кај нас, кого да прашате, не знае што значи систем за тревожење. Особено по младите генерации, ајде ние по возрастните па секако, не знае што е така, систем за мобилизација на тие сили за заштита и спасување. Не знаат што треба лично да понесат со себе ако треба да оди во засолниште. Не знаат прва помош да дадат. Освен тоа при возачки нешто малку што поднаучат. Ние ги имаме тие, нели, тоа е веќе друго прашање, тука тоа го разгледував. 198 засолништа се предадени на дирекцијата за заштита и спасување. Колку се извинувам? 198 се предадени на дирекцијата за заштита и спасување на ниво на Македонија. Со ревизијата извршена минатата година, мислам дека е во септември или октомври месец извршена ревизија, има Државниот завод за ревизија го има тоа јавно објавено, ниту едно не е во функција, а само 56 се способни да се влезе во нив. Што заклучува дека дирекцијата за заштита и спасување нити има механизам, нити ги одржува засолништата. Што е во плановите за војни подготовки и планот за одбрана на државата катастрофална состојба. А што ако добиеме како сега во Европската Унија пред некој ден, пред една недела чинам, имаше лиферувано соопштение до граѓаните да се подготват, не знам, да складираат храна и други потрепштини за рок од 72 часа да можат тие потрепштини да им служат. Затоа предмалку ви напоменав, доколку знаеме сигнал за тревога, за воздушна опасност, например, да кажеме, треба да знаеме што од дома да земеме. Значи храна минимум за 48 часа, еве Европа вели за 72 часа. Кебе радиопредавател, радиоприемник, да имате батериска лампа, веројатно полноќ за телефон ќе ви треба, и каде по најкраток пат да се упатите, во кое засолниште, вода ви треба. Значи што треба да понесеш со себе за да одиш таму? Тоа кај нас никој не го знае. Ние немаме затоа што не се зборува. Ама нешто не е точно дека не се зборува. Вие имате некои делови. Може би во академската средина се зборува, нели, меѓу вас. Во некои делови. Во некои делови на упатства во дирекцијата за заштита и спасување на веб страната ќе најдете трагови од нешто. Како да се однесувате при ова или при она. Поентата генерално ми беше дека ние имавме развиен систем. Дури имавме и резервни сили, имавме и резервни средства за спасување на вода, за спасување од високи згради, за гаснење пожари, за многу работи, за АБХ заштита имавме. Ние сето тоа го растуривме, го уништивме од многу, се извинувам на вулгарноста, простачки пристап во тоа, зошто тоа било идеолошки. Каква врска има со идеологија, заштитата и спасувањето, еве, за жал, моравме сега да го видиме, да го почувствуваме по една многу скапа цена. Така, по една многу скапа цена, еве, и да не велиме дека, не знам, поради тоа што е таков системот, па нешто, нели, затаило и тоа, немаме таква намера, нели, дека нешто затаило и така, меѓутоа зборуваме еве и со вас и нешто на што кој не обврзува, нели, Европската Унија, нашето членство во НАТО, во Европската Унија уште сме, нели, кандидати за членство, но како и да е, еве, со активацијата на нивниот механизам за спасување, така беше или во рамките така беше и нивниот и во рамките на НАТО, во рамките на НАТО, таа цивилна варијанта, можевме да испратиме ние стотина луѓе надвор на лекување. Нели ние сме овде евроскептици, така? Па не сме сите евроскептици, ама не така се представува, нели ние се нешто нам ни пречи, Европа не мрази, нели не мрази Европа, како не мрази Европа? Но тој активизам, нели, тој механизам кога механизмот се активира, ние праќаме луѓе, практично веднаш испративме луѓе таму. Така, тоа се цивилни капацитети. Сега еден чекор назад да се вратам. Ако некаде стоело
самоуправната организација тоа и тоа го прави. Па се трга тоа дека самоуправната, не постои самоуправна, ама таа организација мора тоа да го прави за противпожарна заштита, за заштита од поплави, мора да има планови. И затоа ние покрај тоа што немаме стратегија. Значи национална стратегија за заштита и спасување нема, од 2018 не постои. Значи скоро 10 години ние не знаеме каде ја тераме заштитата и спасувањето. Тоа е обврска, рековме, на собранието, на прво место, на владата и на дирекцијата за заштита и спасување. Не може никаде да се најде планот за заштита и спасување на републичко ниво, иако пристапот во заштитата и спасувањето е јавен. Тука нема тајни, тоа не е планови за борбена употреба на единици или план за одбрана. Тоа е јавен. Што треба да прават граѓаните, кои сили и средства ќе се употребат. Во рамки на тој план треба да има и проценка на ризици. Од 2007 година не е направена проценка на ризици врз Македонија. Од 2007 година не постои елемент дека е направена проценка на ризици. А замислите колку се за овие 20 скоро години изградени нови објекти, едно, друго, трето, за да може постојано да се прилагодува, бидејќи заштитата и спасувањето е жива материја, како што се и ризиците и заканите, жива материја. Имате нови ризици, нови закани и согласно тоа мора да прилагодуваат. Еве кој е надлежен за овие работи, Андоновски, што ги кажа? Па еве тоа ви го кажав, значи на прво место владата си има одговорност своја. На свое ниво владата, тоа значи на државно ниво на државни институции, сите државни институции, владата. Контрола на состојбите во приватни... Зошто еве не биле направени такви извештаи, ако треба, не извештаи, туку проценка да биде направена? Сега ќе ви кажам една така моја размисла. Не го сметале како опис и попис на своите работни обврски, да речеме? Не. Како задолжение тоа е дадено во законот за заштита и спасување, е стриктно дадено кои се одговорностите на владата, и тоа точно се дадени во член 8 став 1, точка 1 и 2, член 9, член 12 став 1, а од член 13, член 16 и натаму има должности дури и на локалната самоуправа. А должностите на владата во член 16 став 1 се точно опишани по точки. Така значи централната и локалната власт. Сега, зошто тоа не е направено? Затоа што врз политичка основа се делеа функциите кои се однесуваат на заштита и спасување, како и за се останато. Кажав пред малку, никој не ја почитува фелата и знаењето. Нема мерит систем за знаење, за способност. Може да зборуваат колку сакаат во јавноста, ние почитуваме вака, почитуваме така, еве сега се види. Едно, затоа што државата има и контролен механизам врз локалната самоуправа, врз трговските друштва, врз приватните предпријатија, врз сите институции, школи, болници, трговски центри, врз се има државата контролен механизам. Ама тој контролен механизам треба да го прави стручен орган. Тој стручен орган мора да биде образован и школуван за тоа. На тој стручен орган не може директорот да му каже, еве, кај си нашол кај тој да одиш, тој е наш, нивен или знаеш чиј. Не, него треба да се преземат мерки во тој дел. И тоа е тоа зашто цело време сега, последниот скоро месец дена зборуваме 20 на дена од несреќата во Кочани, системот затај, системот 20-30 години затајува. Имавме ли ние предходно поплави? Колку загинаа? 12 души во поплавите ни загинаа. Па само пред некоја вечер ни се случи нели поплава во Батинци тука, нели Маркова. Ама тоа па река. Посебна работа, Милина, знаете как размери, фала Богу, не тоа може. Тоа имам посебна критика кон градоначалниците да упатам. Што бара градоначалник со приватно возило да спасува луѓе у вода? Пиар и уште да се снима? Толку одвратен пиар не сум видел никаде, мислам, така нешто да се случува. Ти како градоначалник имаш законска обврска да ја спроведуваш заштитата и спасувањето. Па тоа велам, дали има соодветни служби во општината за такво нешто? Тоа е контролата на државната власт. Тој е должен по закон да формира оделение за заштита и спасување и да назначи човек задолжен за заштита и спасување. Тоа оделение и тој човек ќе му ги изработат и планот за заштита и спасување, и планот за употреба на јавните предпријатија. Колку пати, посебно интересно е за град Скопје, да се укаже на градоначалниците, имате право да формирате јавни предпријатија. Зошто немате формирано јавни предпријатија? Знаете што забележав? Јавен план за заштита и спасување има само општина Крушева.
токму го проучував тој дел, која од општините. Токму забележав дека покрај општина Крушево единствено план за заштита и спасување, замислите кој имаат. Факултетот филолошки изработил од 2023 науким, да, и Домот на култура во Штип од 2024 година, на почетокот на 24 го изработиле. Луѓето јавно го објавиле како план за заштита и спасување, бидејќи таму се регулирани сили за заштита, сили за спасување, сили за евакуација, сили за заслонување. Значи мора да имате тоа е така. Се одржуваат манифестации, концерти, било што, како и да е. Во тој систем за заштита и спасување треба да потпадне 112 повикувачкиот број и итната помош. Тоа не треба да биде итна медицинска помош како денеска што функционира. Тоа мора да бидат парамедички единици. Тоа е една поширока тема која се однесува буквално на доведување во кондиција на целиот подсистем за заштита и спасување. Прво, Дирекцијата за заштита и спасување каде ќе оди како оперативен орган, бидејќи гледаме дека вака како што е моментално тешко функционира како самостоен орган на владата. Што мислите вие, професоре Андонов, како треба да биде организиран тој систем? Сега имаме Дирекција за заштита и спасување, па го имаме Центарот за управување со кризи. Тоа се две различни институции. Да, две различни институции, ама некако секој се повикуваме кој што, па некош кога ќе се јавиме ваму, ни викаат не сме ние надлежни, барајте таму. И така граѓаните не знаат. Затоа викам, дали треба тоа да се обедини, бидејќи заради поедноставна команда, заради команда од едно место, не знаме, ако дојдат неубави прилики за кои што зборуваме. Дозволете да ви објаснам. И тоа со еден краток пример ќе ви го објаснам, така ќе започнем. Најпрво, дали знаете дека во Кочани Центарот за управување со кризи има 10 вработени? Дирекцијата за заштита и спасување има 1 вработен. Ситуацијата треба да биде обратна, Мирина. Зошто? Центарот за управување со кризи нема оперативна надлежност. Тој не спроведува мерки за заштита, спасување, не управува со силите и средствата за заштита и спасување. Тој нема оперативни сили, не може да изврши мобилизација ни на резервни сили, не може да употреби средства. Центарот за управување со кризи не треба да има 350 вработени и тој што ќе биде директор таму да мисли дека е генерал. Тој не е генерал, тој е стручен човек кој знае да прави проценка на ризици. Затоа и се вика Центар за управување со кризи. Прво, мора да има проценка на ризици, предвидувачки анализи и формирање на штабови за управување со криза. Тоа не значи теренски единици. Ама тоа би било кога заедно би биле со Дирекцијата за заштита и спасување. Сега се како посебни тела, како да кажем. И треба да бидат посебни тела. Не треба да бидат заедно. Бидејќи имавме ние едно време се зборуваше дека е најдобро сите тие две-три Јас би сакал да го видам тој кој јавно ќе тврди и со кои аргументи ќе тврди дека е добро ЦУКот и ДЗС да бидат заедно. Јас ви гарантирам дека не е добро. Дирекцијата за заштита и спасување е оперативен орган и поради тоа што заштитата и спасувањето, загрозувањето, дали во мир или во војна, од несреќи и катастрофи, техничко-технолошки акциденти или од војни дејства, а се случува на територијата на Република Македонија, а ДЗС не води борбени дејства, тоа е задача на армијата, Дирекцијата за заштита и спасување треба да биде во состав на Министерството за внатрешни работи. Зошто? Еве, пак пример. А ЦУК да биде посебно сметате, така? Во состав како дирекција, во состав на МВР. Покрај Бирото за јавна безбедност дирекција да биде и ДЗС во состав на МВР. Зошто е тоа така? ДЗС и ЦУК посебно, така? Не, ЦУК си е посебно, ЦУК не го спомнуваме се. Настрана Министерство за внатрешни работи. ЦУК е владина институција. Само треба да го намали бројот на вработени од 350 на не повеќе од 70 на вработени. Зошто? Затоа што треба да имат за определени ризици и закани доволно капацитет во луѓе. Тоа не е бројност, тоа е интелектуален капацитет. На луѓе кои ќе може навремено да извршат проценка на одредени ризици и да предложат со документи на владата што треба да преземе во случај доколку се појават. Тоа се стандардни процедури. Што профил на луѓе, велите оперативци да бидат во Дирекцијата за заштита и спасување, што профил на луѓе би се вработиле внатре, ако што би биле оперативци, дали треба да пристапат кон, не знам, дали имаха проблем со поплави, со пожари, со... Значи, без разлика, каква појава ќе ви се појави од загрозувањето, дали тоа ќе биде природна или техничко-технолошка, вие
Дирекцијата за заштита и спасување организирате на републички и на територијален принцип како полувојска. Мора да има хиерархија. Значи се организираат единици на заштита и спасување. Тие единици може да бидат општи единици, значи да се употребува... Како од цивили, од полиција, од редовите на полицијата? Не, тоа се луѓе, значи може да бидат професионални, луѓе вработени, а тоа е моментот, Мирјана, кај што треба да се доорганизира системот да функционира. Например, од луѓето вработени во Дирекцијата за заштита и спасување треба да функционира 112 системот. Треба да функционира парамедички единици и да имат единици за противпожарни дејства и спасување. За итни ситуации. Спасување на планина, спасување во вода, транспорт на повредени и така натаму, и за таа потреба мора да има и хеликоптери во единицата, кои ќе бидат мултифункционални, кои ќе може да гасат и пожари и така натаму. И во таква ситуација, вие можете територијалната единица на ДЗС да ја активирате. Треба да има и резервни единици. Зошто? При поголеми несреќи и катастрофи, например земјотреси од поголем обем, не можете вие да ја подигнете ниту активната, ниту резервната единица на Дирекцијата за заштита и спасување од местото кое е задесено со земјотрес, со несреќа. Тоа е едноставно не може луѓето може да ги најдете, дел загинати, дел избезумени и така натаму, не се во состојба. Тогаш морате од другите подрачни единици на Дирекцијата за заштита и спасување, професионалните единици плюс резервните единици. А резервните единици тоа е систем на мобилизација кој се организира по еден војнички принцип, кај што резервисти може и да потпишат договор, може и да не потпишат договор, но по закон се сите должни да учествуваме во заштита и спасување, според своите можности. Ако ме стават во систем на заштита и спасување да треба да се јавам во некоја единица за заштита и спасување, јас ќе се јавам. Со тоа што Дирекцијата за заштита и спасување е должна да во тек на времето врши редовни обуки на резервниот состав, бидејќи вие таму можете да имате повторно специјализиран резервен состав за спасување на вода, за противпожарна заштита, за АБК заштита и така натаму. Дирекцијата за заштита и спасување не била ставена под Министерството за внатрешни работи? Од политички причини. Секогаш било така од политички причини? Зошто? Секогаш не беше на почетокот кога беше предвидено како да функционира, потоа мислам дека тоа беше 2001-2002 така некако мислам. Тогаш се формираше и ЦУКот и ДЗС и тогаш од политички причини, зошто? За да може политичко место на директор да му се даде, политичко место на заменик директор да му се даде. Па еве појдете вие по ЦУКот и по ДЗС видите и директорите и сегашни и во минатото и раководители на сектори и едни, други и трети, колкумина ќе најдете со завршени факултети за одбрана, војна академија, ние децава што ги школуваме на програмата за кризен менеджмент, заштита и спасување не наоѓаат работа во ДЗС. Не ги бара ДЗС. А влезете во ДЗС да видите колку има со некои политички науки, со социологија, да кажеме, со не знам, се и се што. Се и се што има, само тие што ги нема. Па добро, тоа веројатно ќе треба да подлежи на... Ама не да ќе треба, тоа мора, јас не знам, ако... Знаете како Мирјана, сега да зборуваме најотворено и граѓаните треба тоа да го знаат. Добро, затоа ве поканивме, нели, за да зборуваме. Која глумеше и досега дека се обидува да го смени системот, подитно не преземе мерки да го смени системот. Ние кога ќе дојде лето, ќе имаме страшни последици од пожари ако почнат пожарите. Ако Господ не чува да биде некое влажно лето. Јас ви гарантирам затоа што многу елементи не се ставени во функција. И се остана само на зборување. Нашата улога и како медиуми е да информираме, нели, да посочуваме, да ја подигаме јавната свест, нели? Нашата улога како академска јавност е да предупредиме на едни вакви работи, да кажеме од научен аспект и од стручен аспект што треба да се прави. И јас знам многу добри луѓе во ДЗС кои си ја знаат работата. И во инспекторатот за пожари кои знаат што треба да прават, но тие едноставно не може да ги реализираат своите работи, од многу други причини се спречени. Се замислете ДЗС да беше во состав на МВР. Инспекторатот за пожари од ДЗС ќе преземеше мерки веднаш на лице место за увид, бидејќи се стручни луѓето да прават увид. А и претходно со овластувањата кои ги имаат од
од МВР ќе можеше да преземат мерки. Така, јас благодарам за вашето гостување и се надевам дека дел од овие искажувања и тоа како треба да изгледа тој систем за брза заштита и спасување или барем за заштита и спасување, дека треба сите да поработиме на него и како граѓани. Да, и тоа многу треба да поработиме. Системот, нели? Например, покрај плановите за заштита и спасување на единиците на локалната самоуправа, лица одговорни за спроведување на заштитата и спасување, јавните предпријатија како основа, единици за заштита и спасување, понатаму обука на населението. Населението мора да се обучува од предшколска возраст. Децата да се обучуваат во предшколска возраст каде на кој правец треба да излезат доколку дојде до пожар или земјотрес, што да направат. Ама и каде да супатат, веле над 130, ако се 197 скривалишта, сега ако дојде работа, иако не посакуваме да дојде ситуација да мора, нели, да се упатуваме во скривалишта, но еве 53 се само функционални, значи 130 и нешто се нефункционални. Ама и тие 53 може да се влезе во нив. Да. А колку се функционално и сега тоа допрва генералниот заклучок е дека на овие прашања треба да се обрне внимание. Сакам да напоменам една работа, дека ризиците и заканите врз безбедноста на граѓаните не се исклучиво војни, како што ние сакаме да ги гледаме, не се дури ни од природни, технички, технолошки несреќи, катастрофи, акциденти, тие може да видат и политички ризици и закани од донесување на погрешни проценки. Секогаш постои процес на донесување одлуки каде што има проценка на состојбите. Јас и треба да се врши токму затоа пред емисијата ве прашав каква е проценката и дали знаете зошто е посетата на претседателката во Бугарија. Еве едно прашање за размислување само. Да. Зошто е средбата со јорданскиот крал при состојба која имаме во Палестина, каде што Јордан е притиснат да прима бегалци од Палестина? Каков е нашиот интерес кон Јордан? Добро, едноставно прашање. Ама тоа е прашање кое може да предизвика. Председателката ако одлучи може да одговори, ако смета доволно повикана. Јас би сакал да ви одговори вам на медиумите, на медиумите апсолутно сигурно. И со тоа и на јавноста да ја одговори, бидејќи тоа е еден од ризиците и законите кој може да се случи. Ако контактите треба да се одржуваат или например едно прашање до градоначалниците. Вие мора да размислувате например за резервна вода. Ја имаме ситуацијата во Крива Паланка. Крива Паланка се снабдува од калин камен со вода. Покрај реката има бунари за резервно снабдување вода и добивање притисок за префрлање на водата на другата страна од градот. Што правиме со загадувањето на водата во реката и површинските води? Колку се длабоки бунарите? Дали има опасност од загадување? Зошто, да кажеме, во Штип градоначалникот на местото каде што досега се снабдуваше градот со вода од Брегалница гради парк и ги затрупува бунарите? Тоа се природни ресурси кои не смеат да се чепкаат. Така. Ти можеш да се снабдуваш од Злетовица. Што ако пукне браната, што ако се загади за браната? Река денеска имаше инспекторатот пресконференција, вели далеко е од таму состојбата дека нели е екоцид во Крива река, или барем не може со литро вода и испитување на таа вода да се утврди дали има не сакаат Мирјана да испитаат. Добро, тоа е проблем. Тоа беше кажано од нивна страна. Ние можеме само да толкуваме или нели, да велиме сакале или не сакале. Ние треба прво честни да бидеме кон нашите сограѓани и да кажеме ќе испитаме и ќе ве предупредиме дали е тоа така или не е така. И ние затоа известуваме на време. Еве распрашате се во Штип, например, дали за Крива река имавме доста. Еве распрашате си за Штип, како Штип почна да се снабдува со вода од браната Злетовица, зашто градоначалникот решава да ги затвори бунарите покрај Брегалница? Еве убаво прашање ни дадовте и ова е. Што утре дојде до војни дејствија, падне браната во Злетовица, градот остане без вода, да нема резервна вода, да нема бунари? Да. Не дај Боже да дојде до такви ситуации, не посакуваме, но што велите мора да се. Не посакувавме ни ова во Кочани да ни се случи, па ни се случи, Милена. Се случи точно за жал. Не можеме ние да се надеваме само Господ да не штити, Господ помага, ама треба молитва, ама треба и мотика. Така. Знаете како е, ние ништо не работиме. Така. Благодарам бидејќи веќе времето ни истекува, благодарам што бевте дел од оваа емисија и благодарност до нашите почитувани гледачи и довидување.